Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, на почетокот од денешната епизода ќе продолжиме со обработка на Псалм 44. Како што спомнав во минатата епизода, ова е псалм во кој авторот зборува за искуството на израелците со Бог низ историјата и од тоа црпи сила да му верува на Бог во сегашниот момент. Искрено верувам дека токму овие зборови ќе бидат силен поттик и мотивација за верниците при крајните времиња, а ова се однесува и на остатокот од израелскиот народ кој ќе се спаси. Своевремено старозаветниот лик Гидеон во разговор со ангел постави едно многу интересно прашање кој од прилика гласи вака: Каде е Господ кој ги направи сите оние чуда за кои ни раскажуваа нашите татковци? Тоа е всушност и начинот на кој започнува самиот овој псалм, со подсетување за Господовите дела извршени низ историјата на израелскиот народ. Но овој текст не се навраќа само на минатото, туку се подсетува на минатото и со надеж гледа кон иднината. Ке ги прочитаме стиховите 4 до 6. Боже, само Ти си цар мој и Бог мој, кој му извојува победа на Јаков. Со Тебе ги потиснавме нашите непријатели и со Твоето име ќе ги уништиме оние што стануваат против нас. Зашто јас нема да се надевам на мојот лак и мечот мој нема да ме спаси. Ова е на некој начин повик за одмазда. Знаете, во Стариот Завет, Божиот народ често бараше одмазда врз народите кои ги угнетуваа, а и Давид го правеше тоа за неговите непријатели. Од денешна новозаветна перспектива би рекол дека ние не треба да бараме одмазда за непријателите, туку да ги сакаме и да се молиме за нив. Знам дека ова не е секогаш лесно, но Господ бара одмаздата да ја оставиме во неговите раце. Самиот тој, преку апостолот Павле, во послание до Римјаните, глава 12, стих 19, вели: Не одмаздувајте се, бидејќи одмаздата е моја. Сигурен сум дека имате луѓе кои ви досадуваат и ви предизвикуваат главоболки. Наместо да им вратите со иста мера, молете се за нив и побарајте Господ да ги пресведочи, за да ја сватат штетата која ја прават, да се покајат и да почнат да живеат во праведност. Например, знам дека денес голем број на Божји служители се соочуваат со непотребни критики, а некогаш и со оцрнување на нивното име и карактер. Тоа е сериозна работа и би сакал да ве охрабрам да не избрзувате со заклучоци за тие луѓе. Се разбира, ако направиле јасен греф, треба да се критикуваат и да се повикаат на одговорност. Но, ако прават нешта кои нам лично не ни се допаѓаат, тоа не треба да биде повод јавно да ги критикуваме. Не заборавајте дека тоа се Божите представници тука на земјата, слуги кои своите животи ги имаат посветено на Бог. Дали би зборувале така за нив, кога би имале прилика да го видите нивниот Господар со очи и да стоите во неговото присуство? Не би рекол: затоа ве молам, бидете внимателни како зборувате за оние кои се посветени во служба на Бог. Продолжуваме со читање на псалмот. Ќе прескокнеме неколку стихови и ќе почнам да читам од крајот на псалмот. Следниот стих кој ќе го прочитаме зборува за убивањето на Божите луѓе. Не знам за кој конкретен случај зборува авторот, но очигледно е дека станува збор за прогонството на праведниците. Доаѓа ден кога праведниците повторно ќе бидат прогонувани заради Господовото име и сигурен сум дека со овие зборови ќе бараат помош и заштита од Господ. При последните времиња, со појавата на Антихристот, оние кои се Христови ќе минуваат низ сериозни страдања поради верата. Стих 22. Заради тебе не убиваат секој ден, не сметаат како овци определени за клање.
Првата црква се соочи со вакви искушенија. Тие беа постојано прогонувани и тоа беше токму поради Господ Исус Христос. И денес, во некои делови од светот, христијаните се прогонувани поради својата вера. Не само тоа, туку доаѓаат времиња кога христијаните уште повеќе ќе бидат прогонувани поради верата во Христос. Стих 23. Разбуди се, зошто спиеш, Господи? Разбуди се и не отфрлај не за секогаш. Ова е повик кон Бог за да интервенира. Авторот на овој псалм го моли да се разбуди. Зарем Бог никогаш спие? Се разбира дека не. Тоа е само начин на изразување со кој авторот на псалмот го повикува Бог да действува, односно да го заштити својот народ. Низ историјата, израелскиот народ неколку пати се соочувал со големи притисоци и угнетување. Например, еден таков период е меѓузаветниот, помеѓу Стариот и Новиот Завет. Сигурно на дел од луѓето во тоа време им се чинело дека Бог е заспан, но тоа не било така. Во тоа време израелците беа окупирани и под туѓа власт, но една група на свештеници се подигна и застана во одбрана на народот и верата во Бог. Во тие моменти израелскиот народ го свати она што е запишано во Псалм 121 стих 4, каде читаме: не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Што сакам да кажам со ова? Поентата не е дека Бог спие, па ние треба да го разбудиме, туку дека Бог е секогаш буден и активно ги пази оние кои му веруваат. Она што ние треба да го направиме е да се осигураме дека нашето срце е наштимано со Светото Писмо, за да бидеме свесни за Божјото присуство и заштита. Стихови 24 до 26. Зошто го одвраќаш лицето свое? Ја забораваш бедата наша и неволјата наша, бидејќи душата наша се понизи до прав, а утробата ни се прилепи за земјата. Стани, Господи, и помогни ни, избави не поради љубовта Твоја. Низ историјата Господ многупати го правеше токму тоа. Стана, им помогна и ги избави израелците од нивните неволји. Тоа не го стори поради нивните заслуги, туку поради својата љубов и милост. Не само тоа, туку на крстот на Голгота тој ни помогна и не избави од вечната смрт преку својата жртва. Секој кој верува во неговите зборови, во неговата жртва и воскресение, добива избавување, односно спасение на душата. Со тоа доаѓаме до Псалм 45, кој е всушност месијански псалм и е цитиран во Новиот Завет. Негови автори се Кореевите синови. Станува збор за навистина прекрасна песна, во која се опева убавината и големината на Месијата. Но, оваа песна не е само опис на неговата големина, но исто така и најава за неговото второ доаѓање, што значи дека во одредена смисла, зборовите кои ќе ги читаме се однесуваат на иднината, на неговата слава и неговото доаѓање како цар. За тоа можете повеќе да читате и во книга Откровение, глава 19. Ке почнеме со читање на стих 1 од Псалм 45. Од срцето мое се изливаат благи зборови, му ги посветувам на царот стиховите мои. Јазикот ми е како перо на брзописец. Кореевите синови, кои се автори на овој псалм, како да велат: срцето ми е полно со убави и добри зборови за Господ, и сакам да им ги кажам на другите за да ја согледаат неговата убавина. Мислам дека многумина од нас денес се чувствуваат така. Дали некогаш ви се случило Господ на таков начин да действува во вашиот живот, што едноставно не можете да молчите во однос на тоа? Се јавувате некому за да кажете за тоа, или пак сакате да напишете порака некому за да ја споделите својата радост. Така се чувствуваа и Кореевите синови додека го пишуваа овој псалм. Пред да продолжиме со читање и обработка,
Сакам да ви дадам едноставна поделба на овој псалм, почнувајќи од стих 2, па се до стих 17. Во стиховите 2 до 5 читаме за Месијата, неговата личност и сила. Во стиховите 9 до 17 читаме за неговиот народ. Ке продолжиме со читање. Стих 2. Ти си најпрекрасниот меѓу синовите човечки. Благодат се излива од твојата уста, затоа Бог те благословил довека. Зошто е Господ Исус спомнат како некој кој е најпрекрасен помеѓу луѓето? Дали затоа што е човек? Да, тој е човек, но исто така и Бог. Христос е Богочовек. И затоа во овој псалм на пророчки начин се претскажува дека никој помеѓу луѓето не е како него. Стих 3. Препаши го на бедрото мечот свој, о силнику, во својата красота и убавина. Кога Господ Исус повтор пат ќе дојде на оваа земја, тој нема да се појави како спасител, туку како цар. Сметам дека е важно да имаме правилна перспектива на тие идни настани. Кога прв пат дојде на оваа земја, евреите очекуваа дека ќе дојде со меч, но тој не дојде со меч, а и на самите ученици им кажа да го остават на страна своето оружје. Тоа е запишано во Евангелие според Матеј, глава 26, стих 52. Од друга страна, денес луѓето очекуваат дека Месијата ќе дојде без меч, но и денешната генерација на луѓе ќе биде разочарана ако Христос се врати во овој момент. Тоа го велам затоа што при второто негово доаѓање тој ќе дојде со меч. Кога Христос ќе се врати, речиси целиот човечки род ќе живее во бунтовништво против него. Антихристот ќе ги прогонува Божите луѓе, како остатокот од израелците, така и останатите народи кои ќе го следат Бог. Не само тоа, туку општо светот ќе биде во голем хаос, а сето тоа ќе биде резултат на гревот на човекот. Тогаш Христос ќе се врати за да им суди на оние кои имале шанса да му поверуваат, а сепак не ја прифатиле и свесно живеат во бунтовништво против него. Стих 4. И така, величествен, поитај победоносно заради вистината, кротоста и правдата, и твојата десница ќе покаже чудесни дела. Забележете со какви зборови се опишува Месијата и неговото доаѓање. Се вели дека ќе биде победоносен заради вистината, кротоста и правдата, а при сето тоа ќе покаже чудесни дела. Денешниот свет во голема мера е воден од страна на политичарите, кои постојано копнеат по нови победи, за што подолго да останат на власт. Но, кога ќе ги споредите со Месијата, ќе сватите колку се ништожни и недоволно добри. Например, тие сакаат победа, но не можеме да кажеме дека нивното владење се одликува со вистина, кротост или правда. Нам денес ни се очајно потребни луѓе кои ќе зборуваат вистината пред народот, кои ќе бидат кротки, а не арогантни, и кои нема да покажуваат селективна правда, туку правда за сите. Но, мислам дека не можеме да ги очекуваме тие квалитети од луѓето. Тоа се квалитети на Небесното царство. И само Небесниот цар може да ги објави во нивната совршена форма. За жал, денес не само што не ги забележуваме вистината, кротоста и правдата во светот, но понекогаш се случува овие квалитети да бидат отсутни и од црквата, и тоа е навистина голема трагедија. Но, при сето тоа, треба да се угледуваме на Христос и од Него да црпиме сила, за да живееме во вистина, кротост и правда. Стих 5. Изострени се твоите стрели, народите ќе паднат пред тебе, тие ќе се забодат во срцата на царските непријатели. Ова е исто така опис на настаните поврзани со неговото второ доаѓање. Кога ќе се врати, народите ќе паднат пред него, едни за да го слават како спасител, а други да се соочат со него како судија. Стих 6. Твојот престол, Боже, е вечен,
жезолот на правдата е жезол на твоето царство. Кога Христос ќе се врати на овој свет, тој ќе го воспостави своето царство и ќе владее со правда. Зарем не е тоа она по кое ние луѓето секојдневно копнееме? Ние луѓето копнееме и по мир, но нема да го доживееме тој мир во светот, се додека Господ Исус не го воспостави своето царство. Секој кој сака правда и мир, треба да го сака и Христос, бидејќи тој е принц на мирот и единствениот кој има авторитет да владее со правда. Стихови 7 и 8. Ти ја љубиш праведноста и го мразиш беззаконието. Затоа Бог, твојот Бог, те помаза со миризливо масло на радоста повеќе од твоите собраќа. Сите твои облеки мирисаат на смирна, алој и касија. Кога излегуваш од дворците од слонова коска, харфи те развеселуваат. Предпоставувам забележавте дека во стиховите кои ги прочитавме, за него се вели дека е помазан со миризливо масло. Знаете ли кое е значењето на зборот Месија? Зборот Месија значи оној кој е помазан. Исто е и значењето на зборот Христос. Христос е старогрчка форма на еврејскиот збор Месија. Именката Христос не е презимето на Господ Исус, туку негова титула која ја објаснува неговата улога. Во стиховите кои ги прочитавме се спомнува и неговата радост. Да, вистина е дека во други делови од писмото читаме за неговите таги, но тој ја искуси таа тага на крстот поради нашите гревови. Јас цврсто верувам дека Господ Исус е најрадосната личност која било кога живеела на планетата Земја. Тоа е многу важно да го имаме на ум, бидејќи таа Господова радост треба да се забележи и кај оние кои му веруваат, односно кај христијаните. За жал, денес некои од христијаните се однесуваат како израелците во пустината. Постојано се жалат и негодуваат, а ретко се радуваат. Господ не учи така да живееме. Радоста е духовен квалитет кој произлегува од Него и им е достапна и треба да биде очигледна во животите на оние кои исповедаат вера во Него. Стихови 9 до 11. Царски керки се во твојата почесна придружба. Царицата стои покрај тебе одесно, украсена со офирско злато. Чуј, керко, види, приклони го увото свое, заборави го твојот народ и домот на таткото твој, зашто царот ја посака твојата убавина, зашто тој е твој господар и приклони му се тогаш ти. Ова е слика на црквата. Ако царот е слика на Христос, тогаш царицата е слика на црквата, бидејќи таа е неговата невеста. Тој ја сака својата црква и животот го даде за неа. А каква ќе биде реакцијата на неговата црква на се што тој стори за неа? Тоа ни е откриено во стих 17. Ќе го спомнуваат името твое од род во род, затоа народите ќе те слават од век до век. Овие зборови се пророчко претскажување за небесното царство кое вечно ќе трае. Дел од тоа царство ќе бидат луѓе од сите народи, но не сите луѓе од сите народи. Една од најважните активности во тоа царство ќе биде славењето на Господовото име поради сите дела кои тој ги направил, ги прави и допрва ќе ги направи. Ова е навистина неверојатен псалм, кој ни дава предвкус за тоа што ќе се случи во иднината. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса
низ светото писмо @gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.